أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد. Благодарноста на Allah Azza wa Jalla му припаѓа секогаш, од секогаш и за секогаш. Салаватот, селамот, мирот, спасот, благословот му ги испрашаме и му ги донесуваме на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, на негова честна фамилија, верни асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следаат до судниот ден и потоа. Аллахуме амин. Куранскиот ает кој зборува за пропишаноста и задолжителноста на постот се наоѓа во сура Ал-Бакаре 183 ает. Возвишениот Господар вели: "Ја ајуҳаллазина аману кутиба алейкумус сијаму кема кутиба ала аллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О верници, ви се пропишува пост, како што им бил пропишан на оние пред вас. Со која цел? Заради која причина? Која е целта со која Аллах Азza wa Jalla не задолжува да постиме? Лааллакум таттакун. За да бидете богобојазливи, за да бидете богоплашливи, за да бидете побожни. Тоа е сршта, таа е суштината на постот. И богобојазливоста која Господарот Аллах Азza wa Jalla ја бара од нас преку постот, всушност е крвотокот на оваа вера. Порака на поранешните и подоснежните поколенија. Вели Аллах субханаху ва таала: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. И ние им порачавме на оние кои им дадовме книга пред вас, а исто така и на вас: أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Плашете се од Аллах. Да бидете богобојазливи. Порака на минати и идни генерации. Улемата вели: "Семератул ибадати ват таати ат-таква Аллах." Плодот на сите послушни дела, плодот на ибадетот, на робувањето на Аллах Азza wa Jalla е богоплашливост. Е постигнување на цврста, непоколеблива вера во Аллах Азza wa Jalla. И затоа таква Аллах, побожност, богобојазливост, како инфинитив со сите глаголски форми, кратенки и изваденици, се спомнува во Куран во 275 места. 275 места во Куран се спомнува богобојазливоста. Додека би сигатил амр, додека во форма на наредба, во форма на императив, се спомнува во 70 места. Дори Аллах Азza wa Jalla му вели на пратеникот Мухаммед салаллаху селем: "Ја ејухан наби ттақиллаха." О веровеснику, полаши се од Аллах. И затоа, драги браќа, ние во неколкуте наредни минути ќе зборуваме за богобојазливоста. Во хадис Тирмизи, кој е хадис веродостоен, суилен небију ан екthari ма јудхилу нас ел џенне.
Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем беше прашан што најповеќе ќе ги одведе луѓето во џеннет. Па одговори таква Аллах ва хуснул хулук. Одговори Божиот пратеник, нека Божиот мир биде врз него, рече таква Аллах, богобојазливоста и добриот морал се клучни фактори за влез во џеннет. И најповеќе од луѓето кои ќе влезат во џеннет се токму поради богобојазливост, поради све за Аллах азza wa jalla, поради страфот Аллах азza wa jalla. И затоа Али радијаллаху анху во дефиницијата на богобојазливоста ќе рече الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Ова е дефиниција на богобојазливост, на богоплашливост, на побожност според мислењето и сваќањето на Алија радијаллаху анху. Тој вели богоплашливоста, богобојазливоста, побожноста е здраво почит од возвишениот Господар. Работење според објавата. Задоволство со малку и подготовка за вечното патување, а тоа е ахирет, идниот свет. Омер ибн Хаттаб радијаллаху анху го праша на Убеј ибн Кааб и му рече ме таква. Му рече што е богоплашливост? Што е богобојазливост? А овој му рече емешејте тарикан за шаукин. О халифо на муслимани, дали некогаш си одел по пат кој е трновит пат? Пат кој има трње на него? Кале наам. Омер радијаллаху анху рече да, одев по тој пат. Фемаза амилте? Кога одеше по таков пат, трновит пат, како одеше? На кој начин? Кажува, внимавав, пазев, каде ги ставам чекорите. Каде газам, да не нагазам на трн, па да се повредам. Дака таква, Убеј ибн Кааб радијаллаху анху вели, тоа е богоплашливост. Да верникот, да муслиманот, муслиманката внимаваат каде ги ставаат нивните чекори. Тоест, какви зборови изговараат, какви дела прават. Еве сега, во месец на пост, дали ги контролираат своите постапки, своите дела, своите однесувања. Тоа е богобојазливост. Свест. Постиш заради твојот Господар. Очекуваш награда заради твојот Господар. Убеден дека ова што го правиш, дека за тоа ќе добиеш награда од твојот Господар. И затоа Аллах азza wa jalla џеннетот, рајските пространства, убавини, уживања и задоволства, Господот Аллах азza wa jalla токму ги подготвил за муттакин, за богобојазливите. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. И побрзајте кон пространствата на џеннет, чија широчина изнесува колку небесата и земјата. Овој џеннет е подготвен за кого? Уиддат лил муттакин. Тие џеннетски пространства се припремени, се подготвени за богобојазливите. И затоа, ако погледнеме во нашата света книга Куран, Аллах азza wa jalla бар од нас: "Ја ајуҳаллазина амену ттақуллаха ҳаққа туқатих, ва ла тамутунна илла ва антум муслимун." О верници, плашете се од Аллах со вистинска богоплашливост и немој да умрете поинаку, освен како муслимани.
вистинска богоплашливост, Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху ја дефинирал на овој начин. Што е вистинска богоплашливост? Што е вистинска свест за Аллах аззе ва џелле? Па вели ен юшкере фела юкфер, постојано да му бидеш благодарен на Аллах и никогаш да не ги негираш неговите благодати. Признавај го Аллах секогаш и немој да го негираш. Се што поседуваме е заслуга на Аллах аззе ва џелле. Ен юзкере фела юнса, постојано да се спомнува Аллах и никогаш да не се заборава. Wa an yuta'a fala yu'sa, и секогаш да му се прави послушност на Аллах, да му се искажува покорност, а никогаш непокорност и непослушност. И затоа, драги браќа, секој еден пегамбер кога Аллах аззе ва џелле, најодбраните луѓе кои ги испрати на оваа земја, да ја достават неговата мисија, неговата порака и објава до човештвото, секој пегамбер му велеше на својот народ: Ела теттекун. Ела теттекун. Зарем не се плашите од Аллах? Зарем не стравувате од средбата со Господарот Аллах субханаху ва таала? И затоа го прашале на Хасан ел Басри: Ја Хасан, кајфе бенејте амрак? О Хасане, како ја постигна таа побожност? Како го постигна тоа ниво на богобојазливост? Таа цврста вера во Аллах субханаху ва таала. И тој рече со 4 работи. Прво, алим ту анна риски би једилlah, научив, убеден сум дека рискот е во Аллахови раце. Фатмаанна калби, и моето срце е смирено. Кога луѓето ќе бидат убедени дека рискот е во Аллахови раце, тогаш тие ќе се смират. Нема да посегнуваат по харам. Второ, алимту ане амели, убеден сум дека моите обврски не може никој да ги изврши освен јас самиот. Па затоа зафатен сум со моите обврски. Ва алимту ане Аллаха мутталиун, и убеден сум, свесен сум дека Аллах ме надгледува, Аллах ме контролира, Аллах ме снима, Аллах ме гледа. Па внимавам да правам гревови. Се чувам да не ме види во место каде Аллах мрази. И четврто, убеден сум дека смртта ќе ме задеси. Убеден сум дека смртта ќе ме снајде. Па затоа се припремам за средбата со смртта. Овие 4 работи го подигна мојот степен на богобојазливост и на побожност во Аллах субханаху ва таала. Замислете, драги браќа, нашите добри генерации колку биле побожни и колку внимавале да гајат и негуваат побожноста, свесни дека инна акрамекум инда Аллахи аткакум, навистина најпочестен кај Аллах аззе ва џелле е оној кој е најповеќе богобојазлив, оној кој најповеќе е свесен заради Аллах аззе ва џелле. Инна Аллаха алимун хабир, навистина Аллах известен за се и тој има познавање за се. Вели Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем во хадис кој е веродостоен, го бележи Ибн Хиббан, Ахмед и други, рекол пегамбер саллаллаху أولى الناس بي يوم القيامة المتقون ما كانوا وأينما كانوا. Најблиску од луѓето кои ќе бидат до мене, значи до кого? До пратеникот саллаллаху алейхи, најблиску од луѓето кои ќе бидат до мене на судниот ден се богобојазливите, кои да се, каде и да се. Затоа, драги браќа, кога Омер ибн Абдулазиз, рахимеуллах, бил на смртна постела, а бил халифа на муслимани, му рекле: о, Омере, што ќе им оставиш на твоите деца како наследство? Омер ибн Абдулазиз, кој се смета за 5-ти халифа во ова вера, му рекле: што ќе им оставиш во наследство на своите деца? Рекол: теква Аллах. Рекол: ќе им оставам вера во Аллах, ќе им оставам богоплашливост, ќе им оставам побожност во Аллах.
Па затоа ќе кажеме овој пример и тука ќе го заокружиме во наше предавање, кога Мукатил бин Сулейман од генерација на Табеин влегол кај халифата Абу Џафар ал-Мансур и овој му побарал од него совет. Рако, дај ми еден совет. Посоветувај ме. А Омер ибн Абдулазиз, а овој Мукатил ибн Сулейман му вели, дали посакуваш совет што сум го слушнал или што сум го видел? Каков совет посакуваш? Совет што сум го слушнал или совет што сум го видел со лични собствени очи? Па Абу Џафар ал-Мансур му вели на Мукатил бин Сулейман, му вели, барам совет кој лично си го видел со своји очи. Па му кажува Мукатил, вика, Омер ибн Абдулазиз имаше 11 синови. Остави во наследство 18 златници. 5 потрошија за чефин за припрема и 4 за гроб. Им останаа само 9 златници за неговите 11 синови. Додека Хишам ибн Абдул Мелик исто така имаше 11 синови. Тој на секој еден син во наследство му остави по 1 милион динари. Валлахи, о халифо на муслимани, го видов еден од синовите на Омер ибн Абдулазиз, кому неговиот татко му остави многу малку, 1 динар и половина, како 100 коњи ги припрема и ги дава фи себилилlah. А видов еден од синовите на Хишам ибн Абдул Мелик, кој тој им остави на своите деца по 1 милион на секој дете, како пружа рака и проси од луѓето. Гледате, драги браќа, што е највредно што може родител да му остави на своето дете, на своето потомство? Тоа е вера во Аллах. Они кои се плашат од Аллах, они кои живеат со халал, тие ќе постигнат и богатство, и позиција, и слава, и власт на овој свет. Додека оние кои ќе добијат наследство, кои нема да се плашат од Аллах и ќе живеат со харам, тие сето тоа што го имаат, ќе го изгубат. Омер ибн Абдулазиз, овој голем великан, пред да испушти душа, кажува неговата жена Фатима, беше сам во соба. Ние бевме надвор, а тој ги цитираше куранските зборови во сура Ал-Касас 83 ајет. Тилка дарул ахирету неджалуха лилладина ла юридуна улуван фил арди вала фасада вала акибету лил муттакин. И прекина. И кога влеговме во соба, веќе ја испуштил душа, а неговото лице беше свртено кон кибла. Што значи овој ајет? Тилка дарул ахирету. Ова ахиретска куќа, вели Аллах, ја правиме, ја подготвивме за оние кои не сакаат на земја да се воздигаат, да се креваат, кои не прават нерад на земја, значи за оние кои се скромни, валя акибету лил муттакин, а добра завршница им припаѓа на богобојазливите. Го молиме Аллах аззе ва џелле да имаме добра завршница, да имаме добар пример Рамазан кај Аллах аззе ва џелле и да го дочекаме Рамазански бајрам со простени гревови, иншаллаху таала да постигнеме суштината на постот, а тоа е чиста богобојазливост, искрена вера во Аллах аззе ва џелле. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.